Македонија, добро вечер. Знам, и мене не ми се верува, ама точно е. Во овие моменти стартува најновото 20-то поред издание на најјакото шоу на цел свет и на сите светови. На Рапорт со Јофе. И, почитувани гледачи, ја имам таа чест и задоволство вечерашното издание на шоу да го започнам со една фантастично, спектакуларно, неверојатно, генијално, специјална информација. Драги мои, конечно се случи тоа. Го решивме проблемот со името и влегуваме во НАТО и Европската Унија. Не? За друга информацијата? Нешто појако од тоа. И што може да биде? Дај пушти, баш ме интересира. Многу те сакам, Фикрет, многу. Знаеш. Многу ми е страв. Една мала река си го најде патот кон морето. Ова патување може би ќе потрае и до некој океан. Тоа е срцења мој најубави. Па мислам, време беше. После толку недели изчекување и навивање, редно беше да направа нешто бате таксени да Фикрет. Има дури и поинтересни моменти од другиот ден, ама најважно е дека конечно се случи. Заина е тоа Джеврие, вештерка една. Да, почитувани гледачи, сите сме среќни за таксини Фикрет, ама за жал среќата не може да биде комплетна. Треба да ви соопштам уште нешто што воопшто не е убаво и привлечно. Само момент. Почитувани гледачи, со огромно жалење ви соопштуваме дека нашите колеги од Сидел телевизија премногу се влюбиле во индиските серии кои го зафаќаат целиот нивен прайм тајм и веќе го преместиле седиштето на телевизијата во Индија. Сепак, добрата страна е што сега, кога се таму, Санту може да ја продолжи мисијата на големиот Александар Македонски и да го доварчи тоа што тој не успеа да го направи. Македонија до Индија, само со Сител. Што е финта со музика, бе, ало? Нели се договоривме индиска да оди? Значи, една работа треба да направите и за тоа не ве бива, бе. Очекувате да се зезам со бандини и со некои си невести, таму ни една музика не може да ја погодите. Што е следно, сам да си глумам забавена снимка? Мислам, нема смисла ова. Почитувани гледачи, сами да знаете дека ова шоу ја користи секоја можна прилика за да истакне лошата работа на новинарите и да ги прикаже во нивното вистинско светло, а не онака како што тие сакаат да ви се представат. Денес, во тоа ќе ми помогне министерот Маневски. Повелете, министре. Да, очекував еднаш да ми поставите прашање за извештајот што го направија експертите кои што извршија ревизија за тоа како се спроведува стратегијата за судските реформи. Тоа е првиот типа проект што беше ангажиран од експертите кои беа ангажирани од Европската комисија, кој што дава исклучително позитивни ефекти во остварувањето на судската функција, меѓутоа има некаков обид тоа да се стави под тепик, Меѓутоа, тука сум јас, министре, секогаш спремен да ви ги поставам само прашањата што вие ги сакате, а не како што прават новинарите да ви поставуваат прашања какви што тие сакаат. Безобразни едни. Па видете ги ви се молам. Забележуваше дека се бираат, не се бираат од академијата, туку партиски суди се бираат. Фуере? Што знае бе Фуере? Нема врска тоа, се тоа шпекулации. Откаде таква идеја дека во оваа прекрасна држава било кој се вработил партиски? Овде е срамота да кажеш дека познаваш некој што членува во некоја партија, а не пак да се надеваш дека партија да ќе те вработи. Не ли е така, бе, министре? Па, знаете што, ние имаме закон кој што предвидува дека половината од судиите се бираат од академијата, а половината судиите се бираат од кандидатите кои што се судски советници, судски соработници и така натаму, а вие знаете дека ние треба да задоволиме во изборот на судиите и обвинителите и да го обезбедиме и принципот на соодветна и правична застапеност и секако дека тргнувајќи од сите овие критериуми наоѓаме решенија кои што ќе ги задоволуваат сите тие критериуми, се разбира по
секогаш може да има одредени забелешки на сето тоа, но тоа се функции кои што мораме да ги остваруваме. Значи, министерот од прилика сака да каже, да, пола се од академијата, во другата половина, окей, по нека партиски судија да има. Кој видел штета од тоа? А и не се сите партиски, само во втората половина може да се најде по некој таков. Ништо страшно. Дај друго прашање. Господине Маневски, зошто воопшто не прифаќате никакви критики? Јас критики прифаќам секогаш. Јас сум секогаш отворен. Секогаш сум подготвен да одговорам на било кое прашање што ќе ми го поставите. Се разбира, критиките се во функција на унапредувањето на состојбите и критиките кога се основани, кога се добронамерни, очигледно имаат позитивен ефект. И јас сите ги прифаќам тие критики. Апсолутно дека ги прифаќате, господине министре. Еј, да веа сите како вас, колку само ќе ни беше поубава наша ни волшебна државичка. Преполни затвори, катастрофални услови и тортура, недоволно обучен затворски кадар, подложен на корупција. Додека од сите страни пристигнуваат критики за лошите услови во затворите, министерот Маневски не ги прифаќа извештаите од меѓународните и домашните институции. Хелсинскиот комитет, ако ги гледа работите од канцеларија, сега дека ќе добиваме такви извештаи, меѓутоа треба да дојде да види. Така бе, министре, убаво им кажавте. Нека дојде и нека види, па после ќе може да критикува. Министерот Маневски е отворен и секогаш прифаќа критика. Ама не може вака кој сака и како сака дојде, не дојден да критикува. Си има ред тука. Маневски не ја признава анкетата на ОПСЕ во која судиите се жалат дека власта ги притиска. Ве молам, која анкета? Анонимната анкета што беше спроведена од... Прво, мислам дека таа анкета не е јавно објавена. Таа анкета не е јавно објавена, нити е таа беше на една расправа на Друженијето на судиите, каде што претрпе доста критики. И мислам дека, како сум ја информиран, сега Друженијето на судиите на Република Македонија предвидува да спроведе една анкета, која што ќе го одрази ова што го вие наведувате. Точно така. Па која анкета бе, што ви е на вас? Министерот е отворен за критики, а не за анкети што критикуваат. Затоа ве молам да си ги разграничите тие работи. Не ли е така, бе, министре? Ако не си излучи пресудата во рок од доволен. Ау, добар ден, како сте ми? Зашто ви кажував? Аха, да, за критиките, да. Може да ме критикувате колку сакате, ама денес не имам работа нешто. Најде оставиме за вторник. Тоест, не, во вторник сум зафатен. Еде среда нека. Да, запишете си таму. Критики во среда. Пред малку го видовме министерот Маневски кој многу добро знае да се справи со критики, во продолжение уште еден министер. Овој уште подобро знае да се справи, ама со новинари и вработени во министерството. Бидејќи ми е многу инспиративен, решив да му посветам 2-3 минути со најдобрите негови моменти. Господине Ставрески, вие отстапувам сцената. Повелете! Оваа конференција е тематски свикана за таа тема и за било кое друго прашање што се однесува на бизнес климата. За останатите прашања секако вие имате пристап до службата за односи со јавност на владата која што ќе ви даде информации. Како влада не може цело време да се оградувате дека не одговарате на прашања надвор од она што вие сакате да се пофалите. Убаво е што сакате да се пофалите, убавите ви сте сугови, меѓутоа време е да почнете да одговарате на новинарските прашања. Повелете со новинарски прашања и темата. Еве би сакал официјално со оглед на тоа дека често се шпекулира за бројките да ги демантирам сите бројки кои што беа изнесени на А1 телевизија. Која би била вистинската бројка ако... Ве молам, не можеме секој ден истата тема, истите прашања, истите одговори. Благодарам, дали имам... Зошто се кријат долговите што државата ги има по стопанството? Останатите министри во случај вас како надлежен да одговорите на моралот? Што вие прашањето не поставите прашање? Огромните долгови што државата ги има во стопанството, па сите основи од одстав на поврат на ДДВ, па се до останати неплатени. Прилично очекувано прашање на кое што сме одговориле барем 10 пати досега. И затоа повторуваме дека се работи за оперативен податок кој што постојано се менува. Вчера колкава на сумата, па денеска ќе кажеме дека се менувала. Да излезете еднаш со бројка. Оперативен е податокот кој што постојано се менува зависно од тоа. Може да се случи во еден ден државата да прими плаќање од 500 милиони денари и истовремено да исплати толку. Кој е вашиот последно што го знаете? Ве денес како е променето, последно што го знаете, бројка, значи искреме да кажете. Го добивте мојот одговор. Дали ево векот ќе ја искористите можноста министре за да кажете колку се догодна владата кон стопанството?
прашањето е во темата. Се исто можност да се види транспарентност на владата, за држањето на парите. Бидејќи прашањето е во темата, Ако може да ја подпишеме. Господин Таградски, толку ли е застрашувачки висок догод што никако да се оправдате да го кажете? Ве молам, господине Стојчевски, да се однесувате културно како останатите новинари. Благодарам. Мислам дека нема смисла по петти пат истото прашање да постојате. Дали има други прашања, повелете? Благодарам. Ако нема други прашања, благодарам. Марија. Шише ово сега што трениш за мене. И чашата. Така бе, министре, развикајте се ако не слушаат врзете им и по некој шамар, да се знае кој е главен. А во продолжение на шоу редовната рубрика Учиме англиски. Во денешното издание е Стефани Борсова, македонската представничка во изборот за мис на светот кој вчера се одржа во Кина. Да ме убиете, ама појма нема што се случи вчера таму, бидејќи бев дома и гледав епизоди од кои Алисија да паѓа. Бидејќи работам во Ајден, ми ги има дадено сите епизоди, сум многу понапред од сите вас, ама не ви кажувам што ќе се случи. Значи, муавето ми беше, ајде да слушнеме Стефани и нејзиното обраќање. Сакавме да ви го преведеме на македонски, ама не бевме сигурни што сака да каже, па го оставивме така како што е. Кој разбере, разбере. Хајде, Стефани, повели. Hi, I'm Stephanie from Macedonia. I'm 20 years old. I'm ballet dancer and student in ballet academy in Bulgaria. I have one funny story. Tonight, when I come in our hotel, I ask how much money is Wi-Fi internet in my room, and one of the guys says for 1 week, $150. No, 150 euros. Then for 1 month, he say only 100. And we have a hard communication, difficult. But I love China. I love all girls, and I'm very happy to be here. Bye bye. Добро, другиот дел? Режи, ај ќе молам вториот дел, сакам да го слушнам крајот на смешната приказна. Што? Тоа е се? Феќа кажала смешната приказна? Да. Сега ми текна делот со... Не, најсериозно, што требаше да биде смешно? Tonight, when I come in our hotel, I ask how much money is Wi-Fi internet in my room, and one of the guys says for 1 week, $150. No, 150 euros. Then for 1 month, he say only 100. And we have a hard communication, difficult. You have a hard communication. Не зезај. Ма не, каков hard communication. Сигурно веднаш сте се разбрале. И да, зошто Стефани незиниот англиски не беа заедно со Ѓоко били звезда на Евровизија? Огромен пропуст, мора да признаете. И за крај на приказна со Стефани ќе ви пуштам маличок дел од едно видео кој го најдов на YouTube. И таму нашата Стефани се представува пред светот. Погледнете како. I hardly wait to meet my future friends from all over the world in China and Miss World 2010. Стефани, бе, што беше ова? Нека финта за запознавање нови другарки? Океј, почитувани гледачи, со Стефани, незиниот англиски, незините гримаси го завршуваме вечерашното издание на ова шоу. Се гледаме повторно следната недела. За крај, Стефани уште еднаш. Чао!